Лихварство, разбойништво. Ова се дел од кривичните дела кои според граѓанската активистка Ана Глигорова ги прават финансиските друштва за така наречените брзи кредити. Таа вели дека тие како такви немаат право да им се закануваат на граѓаните, а не пак да им доаѓаат на врата. Ги коментираше измените на законот, чија намена беше поголема контрола во издавањето на брзите кредити, со што таа вели дека тоа не е решение. Доаѓаат на најразбойнички начин на врата кај луѓето, мајка ќе отвори, сопруга ќе отвори, ќерка ќе отвори. Сакаме да влеземе, сакаме да плениме. Следниот пат со ниедно право, они немаат никакво право. Извршителите некогаш го прават тоа со полициска придружба, со одлука. Они влегуваат и тоа се случаи кога исто и кај нив е проблематично, али овде тие се службени лица, сепак се под Министерство за правда. Овде имаме некакви си индивидуалци, квази бизнисмени, квази банкари, односно тешки лихвари, кои треба подитно да се забранат. Нема што тука да се менува законот. Во емисијата Зум анализа на телевизија Имнет, каде Глигорова гостуваше, посочи дека финансиските друштва не се ништо друго ами пералници на пари. Суштината на тие финансиски друштва е проблематична. Тоа е чисто перење на валкани пари. Значи, луѓе, а тоа не сме да постои. Треба да постои да се забрана за нивно постоење. Значи, забрана, подитно, затоа што го внесуваат човекот во виртуелни долгови невидени. Глигорова ги коментираше и познатите личности кои ги рекламираат ваквите финансиски друштва, посочувајќи дека тоа за неа се неморални луѓе. Тој во таа немоќ, во таа несреќа своја, во таа лична мака што ја има, тој веднаш оди у првата кеш продавница, да ми се велат продавници за пари, има дури име продавници за пари, замислете. Името им е продавници за пари. Замислете какво му сред центар на Скопје, усред градски трговски центар вели продавница за пари, јас го гледам, не ми се верува што гледам. И они имаат права, никакви права они немаат. Јас ќе ви кажам, тоа се чисти лихвари и на чест да им служи на тие фудбалери, разноразни ракометари и ТВ шоумени кои заработуваат рекламирајќи ги. На чест нека им служи. Еве јас ви кажувам отворено. Глигорова смета дека финансиските друштва ја злоупотребиле немоќта на граѓаните, особено оние кои се кредитно неспособни. Посочи дека проблематична е злоупотребата на лични податоци, енормно високите камати, како и тоа што во договорите кои се потпишуваат, тие се напоменати со многу ситни букви.